Европската Унија треба да се реформира и да покаже на дело дека сака нови членки, да најде механизам да го забрза проширувањето и да ги намали политичките блокади кои во случајот со Македонија најчесто се поради билатерални спорови. Најновиот извештај на Европската комисија за експертите е добра насока како да се движи Македонија во следниот период, но не и гаранција за приближување кон членството. Години наназад Македонија добивала добри оценки и од Европската Унија, постојано сме слушале дека сме подготвени да ги почнеме преговорите, но никогаш не ги почнавме. Треба да се анализираат внимателно и да се види дали тие се должат и на стручната проценка, меѓутоа и на политичката проценка. Прилично е демотивирачки да слушнеме дека европските институции велат дека Украина направила напредок, а Македонија не направила толку голем напредок, знаејќи дека денес Украина не може ни да ги исполни основните функции на една држава. Таквите оценки можат негативно да влијаат на и онака нарушениот кредибилитет на Европската Унија кај државите од Западниот Балкан, а посебно кај нас. Сепак овој документ треба да послужи како инспирација за понатамошен напредок во исполнување на политичките и економските критериуми, како и усогласувањето со европското законодавство. Европската комисија повторно повика да се спроведат уставните измени и покрај напорите на македонската влада да обезбеди гаранции од ЕУ дека ова ќе биде последната блокада поради билатерален спор. Активностите кои што ги презема нашата влада во Брисел и во државите членки ја доведуваат и Европската Унија и низините држави членки во една ситуација на вистина да не можат да го објаснат ова статус кво во политиката на проширувањето и не случајно во последните неколку месеци ние имаме и иницијативи за менување на начинот на носење на одлуките поврзани со проширувањето, што значи дека и самата Европска Унија почнала да размислува како да го надмине овој проблем, односно како да се оневозможи злоупотреба на правото на вето кога се работи за билатерални прашања. Во извештајот се констатираше дека власта продолжила да работи на патоказите за владење на правото, реформата на јавната администрација и функционирањето на демократските институции. Потребна е поголема посветеност во борбата против корупцијата и корените реформи во правосудниот систем.